Берен, чекај. Берен, чекај ме. Остави ми ја раката. Ми фрли една бомба, сега не можеш да си одиш. Само ти кажам нешто што треба да го знаеш, али. Само да беше малку поразбран или повнимателен, Шуле немаше оваа вистина да ја крие од тебе. Аман, Берен, што зборуваш ти? Шуле немаше да ја крие оваа вистина од мене. Каква ви беше врската? Ќе бидете во врска, но секој ќе си прави што сака и никој нема да има никаква одговорност. Така ли се договоривте? Вистината не е таква, али? Овој пат нема слободно да живееш, а потоа да го свртиш грбот и да си одиш. Цел живот ќе плаќаш за последиците од неодговорното однесување. Кога велиш има малку работа, на купување ли мислиш? Јас го немам тој луксус да одам да купувам кога сакам. Всушност, ќе се сретнам со една пријателка која работи кај адвокат. Помислив дека можеби ќе може да ми помогне бидејќи немам пари за адвокати. Чекај малку, не разбирам. Каква работа имаш ти со адвокат, Несрин? Сакаме да ја продадеме куќата што ми остана од татко ми. Всушност не сакаме, ама мораме да ја продадеме. Добро, зошто? Така решивме со мајка ми. Добро, ама зошто, Несрин? Ако не сакате, тогаш зошто да ја продадете куќата на татко ти? Несрин, сакам да знам зошто, кажи ми. Ве молам, господине Керим, не сакам да зборувам на таа тема. А јас настојувам да знам за тоа, Несрин. Бидејќи немаме друг избор. Не сакаат во куќата. Господја Султан сака да си одиме од дома. Мислиме да ја продадеме куќата и со тие пари да се сместиме некаде. Не бидува, господине Керим. Никако не прифатија во таа куќа. А искрено не ни сваќам зошто. Ние сме обични работни луѓе. Не знам, не сваќам зошто толку многу омраза имаат кон нас. Не мислиш дека омраза е малку тежок збор? Точно е дека во почетокот имавте проблеми, ама ете сега дури и Селда ве прифати и тебе и мајка ти исто така. Ама мајка ви не прифати. И никогаш нема да не прифати. Сигурно ќе ве прифати, ќе видиш. Не, госпогица Туба постојано ја подбуцнува против нас. Дури тоа отворено го направи и пред мене. Како е можно тоа? Туба ли го направи тоа, кажи ми? Видете, господине Керим, не ме разбирате погрешно. Не ми е намерата да се жалам од госпогица Туба. Само се обидувам да ви ја објаснам причината зошто решивме да си одиме од таа куќа. Не сакав да ви кажам, ама откако ја изгорев облеката, госпогица Туба не престана да ме мрази. Не може да се помири со тоа. Сушност Туба не е таква толку време да се лути за една облека, сигурен сум. Несрин, те молам, може да не се грижиш толку? Може ли? Како ќе издржам, али да се ожени со друга и да има дете? Не можам. Јас и ти вчера имавме момент заедно во болницата. Не беше убаво да дојдам тука со Шуле, нели? Зошто да не биде убаво што си дошол со Шуле? Најпосле таа е жената на твојот живот. Треба да бидам глупава за да се лутам за тоа, нели е така? Берен, види. Мене веќе многу ми издодеа да си играм. Откако толку отворено зборувавме сношти во болница, веќе не сакам да се враќам назад. А и ти си причината што мојата врска со Шуле дојде до оваа точка. Зборуваше за неа пред целото семејство. И се разбира, сите помислеа дека таа врска е сериозна. Како тоа? Врската не беше ли сериозна, али? Мислам, не беше врска со значење и врска со длабочина. Сега кога Шуле е бремена, врската доби значење и длабочина. Шуле е бремена? Да. Нека ви е со среќа.
Рано се врати. Хандан не беше дома, затоа се вратив. Ја бараше ли повторно? Барав, но не ми одговори. Веројатно го исклучила звукот. Не верувам колку пати ја побарав. Колку и да е лута, Хандан никогаш вака не правела. Се расправавте ли? Не. Колку и да е лута, никогаш вака не правеше, рече. Јас го реков тоа онака само. Селда, да си знаеш, децата се нешто многу чудни. Како тоа? Пред малку гледав од прозорецот. Али и Синан го донесоа автомобилот. На сина на автомобилот? Изгледа Керим строго се однесувал со Синан. Беше многу нервозен и лут, дојде и се затвори во собата, не прозборе со никој од нас. Керим повторно се налутил за несреќата. И Берен и Али се расправа, и Берен се затвори во собата. Сигурно има некој проблем со автомобилот. Не ми се верува. Господја Селда, не знав дека сте тука. Сакате ли чај? Ти благодарам, душо, нема да се напијам. Ти благодарам. Помошничките си отидоа ли? Отидоа. Несрени мајка и каде се? Господја Фатма е тука, а Несрин излеза надвор. Во ред. Мамо, ке те замолам нешто. Немој со оваа девојка да се расправаш. Аман, немам друга работа, па со неа ли ке се расправам? Ај, Јас да видам каде си што права децата. кога таа девојка ќе ти навлече белја на главата, ќе те видам дали ќе останеш така горда и сигурна во себе, господјо Селда. Господине Керим, мораме да си одиме. Се плашам од Акиф, а Джем ќе ми доаѓа на врата и ќе ми ги зема сите пари што ќе ги заработам, ама друг излез немаме. Се разбира дека не морате да си одите, Несрин. Јас ви ветив и мојот збор останува. Можете да останете кај нас колку што ќе посакате. Освен тоа и работите веќе и само тоа е доволно да бидете мирни, дека не е дека само седите кај нас. Не. Дома веќе не ни дозволуваат да работиме. Не видовте ли? Денес дома имаше уште 2 жени што работеа донесени од надвор. Не забележав. Цело време бев излезен во дворот. На крајот на неделата, кога сите се дома, многу е тешко да се исчисти целата куќа. Но и покрај тоа господја Мерием викнала уште 2 жени и ја исчистија целата куќа. И на мајка ми рекла, од сега натаму не сакам вие да работите. Мерием веројатно не одлучила самата за ова, се разбира. Па токму тоа сакам да ви го кажам, господине. Сето ова го прави господјата Султан. Господине Керим, повторно ви велам, немојте да помислите дека се жалам од вашето семејство. Само сакам да ви објаснам зошто сакам да си одам. Јас имам ветено. Имам животен долг. Зошто моето семејство не сака да го види ова, не разбирам. Зошто ме доведуваат во волку понижувачка ситуација пред вработените во куќата? Не дозволувам да ја продадете куќата, Несрин. Затоа и немаш потреба да одиш и да се видиш со другарката во моментов. Ама... Не сакам одбивање. Остави го тоа сега. Кажи ми, јадена си ти? Не. Во ред? А каде одиме? Прво ќе одиме јас и ти во еден ресторан, а потоа ќе видиме што ќе правиме. Ве молам, господине Керим, немојте. Ако не одам кај другарка ми, подобро да се вратам дома. И така без дозвола излегов. Немаш потреба од никога да бараш дозвола. Кој ти е газда тебе? Јас. И сега еве си покрај мене, така ли? Влези. Влези, мама. Што правиш? Ја барам облеката што веќе не ја носам, ќе ја дадам како помош. Колку убаво. Кога веќе не одам во здруженијето да ти помогнам. Од расправање на неважни работи ги забораваме важните. Забележуваш ли, мамо, дека во куќата постојано има некакви проблеми? Забележувам, душа. И малите работи стануваат многу големи.
Многу сме блиски со вработените. Тие се премногу во нашиот живот. Тоа е проблемот. Со старите вработени не беше така. Работеа за да преживеат. Фатма и Несрин такви ли се? Семејството на кого татко ми се чувствува должен. Во право си. Нели се вели, не можеш ниту да ги фрлиш, ниту да ги продадеш. Токму така е со нив. Токму така, тие прават проблеми, а ние не можеме да ги истираме. А тие продолжуваат сите да не вознемируваат. Туба душо. Ке те замолам. Немој да ја подбуцнуваш баба ти. Те молам, баба ти не знае што прави со нив. Веќе многу сум уморна од проблеми. Сакам и нешто да ти признаам. Што повеќе се случуваат такви работи, татко ви се повеќе ги брани Фатма и Несрин. А тоа ме повредува. Затоа оставам нека биде што ќе биде. Мамо, јас само поради тоа велам да си одат. Не, кога ќе се спомене нивното одење, татко ви го спомнува хикмет. Верувај ми, со тоа не можеме да се справиме, Туба. Добре. Ке се однесувам како да не живеат во нашата куќа. Во ред. Ке зборувам и со баба ми. Би било добро. А јас ке разговарам со Берен и пред малку бе во незината соба, но не ми одговори и си реков да не ја вознемирувам и не вел го воопшто мила. Не со мене не сакаше да зборува? Знаејќи се затвори во собата? Баба ти видела како се расправаат со Али во дворот, ама не знаеше за што се работи. Што мислиш, може да е во врска со Али? Да. Мислам дека Али има многу сериозна врска со Шуле. Ако не беше така, не би биле постојано заедно, душо, нели мислиш? Берен веќе треба да го знае тоа. Не се грижи, мама. Ми се чини дека таа тема за Али за Берен е затворена за секогаш. А ти каде беше досега, Шуле? Нели ти кажав дека треба да одам на средба во агенцијата? Кога не ми одговори, звоне во агенцијата. И таму немаше никој. Смири се, Али. Агенцијата обично не работи за викенди, ние надвор се видовме со нив. И порака ти испратив, Шуле. Добро, ете, сега ја видов. Имаше светло кај тебе дома. Сум ги заборавила вклучени. Што се случува? Ти мене ме распрашуваш? Бидејќи толку нестрпливо ме чекаш, тоа значи дека ќе ми кажеш нешто? На Берен си кажала дека си бремена. Со кое право ти го кажала тоа? Бремена ли си? Јас сакав лично да ти го кажам тоа. Воопшто не е правилно таа да ти каже пред мене. Значи, вистина е. Бремена си. Шуле, што рековме јас и ти уште од почеток? Знам, Али. Јас се знам, нема потреба ништо да кажуваш. Жал ми е што ти направив таква белја, ама не можам ништо да сторам повеќе. Вакви работи се случуваат. Не сакам ништо од тебе, Али. Само да бидеш со мене и да ми пружиш поддршка. Зошто да лажам? Ке биде чудно ако речам дека не се израдував. Му благодарам на Бога се затвори темата за Али. На Берен многу е тешко. Ке заборави, душа. Али Шуле ке добија деца и веднаш ке го заборави. Се надевам ке биде така. А дали има некој друг излез, Туба? Човекот ќе има дете, велам. Мама, Али е всушност добро момче, јас не разбирам зашто не ти се допаѓа. Јас сакам Берен да се омажи со некој добро образован како што и таа. Образованието ли е проблем? Али не е достоен за Берен, душо. Мамо, се однесуваш површно. Не се однесувам површно. Али е женкар и е неодговорен човек. Гледаш сега што му се случи заради неодговорноста. Не разбирам зашто тебе ти е чудно што не сакам на ќерка ми да ѝ се случи нешто толку лошо. Туба.
А освен тоа и семејството на Али беше неодговорно. Татко му потроши огромно богатство, а потоа се самоуби. А мајка му пак го напушти. На крајот се гледа дека и Али има исти гени како нив. Мамо, ти во животот никогаш не си била неодговорна? Па нели луѓе сме, грешиме? Логично ли е мене да ме обвинуваат за грешка што ти си ја направила? Никогаш не се знае како ќе помине еден ден, нели? Како мислиш? Видете колку бев несреќна денес. А сега сум толку среќна и толку спокојна. Се разбира се, тоа поради вас. Ма што направив јас посебно? Само се напивме кафе и малку прошетавме покрај брегот, тоа беше се. Вие очигледно покрај се сте многу скромен човек. Прво ја откажавте средбата со другар ви, потоа дојдовте тука со својата вработена. Ја слушнавте макате, разговаравме и сега сте седнале тука со мене и сте ги ставиле нозете во морето. Ова не е нешто што би го направил секој газда. Јас го направив сето тоа за тоа што сакав, верувај ми. Како и да е, доцна е веќе, мајка ми ќе се загрижи, да се вратам дома. Можеме заедно да одиме, застани, јас ќе те однесам. Нема потреба, не сакам повторно да се наруши мирот. Домашните ќе предизвикаат проблеми. Јас ќе си одам за такси. Добро, може. Имаше чај во кујната и си реков да земам да се напијам. Направив, но никој не пиеше. Твоја среќа било. На здравје. Да ти се позлатат рацете. Да ти ставам ли на тебе? Стави една чаша. Еде денес многу се заморив. Фатма, Несрин дојде ли? Не, вечерва нема да дојде. Има другарка од детството, Зейнеп. Излезени се со неа. Ај, господјо Мерием, заборавив да ти кажа. Зейне почна да работи? Со господјата Берен да работи почна. Така ли? Да. Завчера Несрин отишла во фирмата кај господјицата Берен и кажала дека другарка е во тешка положба. Господа е благослови господјица Берен, не ја одбила Несрин. Јас земала Зене па да работи кај неа, нели таа вечер господјата Султан викаше каде е Несрин. Таа вечер Несрин беше кај господјицата Берен. Колку пати го кажа вечерта кога си отиде и види ја ти, те молам не се прави дека се чудиш како прв пат да слушаш. Несрин многу пати го кажа тоа вечерта кога си отиде и пек. Фатма, жити Господ, што мака имам јас со твојата керка. Немој да ме обвинуваш мене за такви глупости, таа вечер од секого нешто се слушаше. Извини, но ти направи исто мешаница. И тоа голема мешаница направи ти, Фатма. Јас ли? Јас што направив јас? Уште што да не направеше? Ако Несрин била кај Берен, ти ќе го кажеше тоа и се ќе се завршеше. Но ти веднаш рипна за Ипек да зборуваш, без да дозволиш таа да каже ништо. Таа вечер сите ме нападнавте дека ја набедувам Ипек. Но сит ке разберете каква е таа.
Види сега ја што ќе ти кажам. Ајде стани. Стани, не биди мрзелива. Ајде оди и види како ти двајцата шепотат. Сина ни и пекли. Да, кој може да е друг. Стани, ајде оди и види ги. Фатма, децата зборуваат за часовите, за ова или за она. Зошто да одам да ги контролирам? Како да направиле некоја голема грешка, па јас сега да ги контролирам? Остави господја Меријам, од првиот момент кога дојде таа девојка почна да ве тера да се сожалите. Но по тој низин карактер има една таква пакост, еден ден ке речете: Фатма ми кажа, ќе биде како што реков. Фатма, јас денес многу се уморив. Дојдов малку да седам тука и да најдам мир. Ако продолжиш да ми ја дуеш главата со овие глупави зборувања, ќе станам и ќе си одам во собата, ни чај, ни ништо, не сакам да видам ништо. Седи, ајде ќе замолчам. Ветувам, Бога би нема да зборувам, ајде седи, јас чај ќе ти донесам, ајде. Ме збуни, седи ќе дојде. Што е ова? Не разбирам зошто оваа тема толку се продолжи. Како да нема да престане бесот на татко ми. Татко ти има право да се грижи. И ти ли велиш дека сум виновен? Но виновен си, синан. Возеше без возачка дозвола и направи несреќа. Се разниша до вербата на целото твое семејство, особено на татко ти. Знаеш, понекогаш ме збунуваш. На иста возраст сме, но пред тебе се чувствувам како детенце. Навистина ме нервира што си толку сериозна, значи. Може би е поради различниот начин на кој сме одгледани. Што сакаш да кажеш, дека јас сум разгален? Не, се разбира дека не сакав да кажам дека си разгален. Но признај дека не можеш да бидеш толку одговорен како мене. Зошто да не можам? Добро. Ќе ти објаснам со еден пример на тебе. Но, после тоа ќе ми кажеш дали е точно или погрешно. Пред се јас немав татко никогаш. Него не го запознав. Откако знам за себе, мајка ми одеше да чисти. Кога одеше да чисти, мене ме оставаше кај комшиката, или ако прифата жените каде што чистеше, ме носеше со себе. И едното и другото ми беа мачење. Замисли, мало дете си, а со саати мораш да седиш во една фотелја само за да не расипеш ништо таму. Потоа, тргнав на училиште и кажав на мајка ми дека не сакам да ја чекам кај други луѓе и таа прифати. А што сама ли остануваше? Да. Кога се враќав дома, сама си јадев, потоа сама се подготвував за на училиште. Дури едно време почнав да готвам и за мајка ми. Сега разбрали колку е различен начинот на кој што сме одгледувани. Така велиш дека созреа, значи. Токму така. Синан, немој да се лутиш ако татко ти вели дека си неодговорен. Тој се изнервирал за тебе затоа што се грижи. Слушна што зборувавме? Ке излажам ако кажам дека не сакајќи слушнав. И пек ја кажува вистината како тебе. Ме импресионира тоа што го раскажа таа. Јас всушност знаев дека Ипек е зрела девојка, ама не претпоставував дека е толку зрела. Што бара оваа тука во ова време? Не знам, ама не е ни толку доцна. Јас не ја сакам оваа озборувачка. Синан, ќе те замолам нешто. Колку и да не ја сакаш, не го покажувај тоа, може ли, сине? Не се грижи, мамичке. Свесен сум дека во последно време не сакаш инциденти. Немој да си толку несреќен, али? Ниту збор не изусти. Да станеш татко не е крајот на светот. Секако дека не е, но сосема друго нешто е сакајки да станеш татко.
Каква врска има дали е сакајки или не сакајки? Најпосле тоа е наше детенце. Шуле, како очекуваш тоа толку бргу да го прифатам, те молам? Ти не ли рече најголемата предност во твојот живот има кариерата? Што сакаш ти, Али? Заради манекенството да го абортирам? Очигледно тоа го сакаш. Никогаш од тебе не би го очекувало тоа, Али. Шуле, јас ти реков дека не размислувам за сериозна врска и дека бракот нема никаква предност во мојот живот, нели ти реков, Шуле? Никој ништо не сака од тебе, Али. Веднаш ти кажав дека ја превземам одговорноста. А ти да си жив и здрав. А тогаш зошто прво зборуваш со Берен? Ти реков, немам другарки, имав потреба некому да му се доверам. Воопшто не се убедлива, Шуле. Човек разговара со блиски пријатели. Помеѓу тебе и Берен нема таква блискост. Сакаш верувај, сакаш не. Освен тоа, воопшто не разбирам зошто толку ти пречи што и кажав на Берен. Подобро ќе беше да се фокусираш на тоа дека ќе имаш дете. Се двоумев дали да ве побарам за да не ве вознемирувам. Утре ќе дојдете на работа? Не сакам да му го видам лицето на Али. Дојдов да разговараме ако не спиеш. Не спиам, но не сакам да зборувам за Али, Туба. Во ред. Може да го запалам светлото? Запали го. На кого му пишуваш? На мојата нова помошничка прашува дали утре ќе дојдам на работа. Зарем помошничката те прашува дали ќе дојдеш на работа? Девојката не работела ништо конкретно досега и нема познавања. Зошто ја вработи ако нема познавање, ќе ти ја отежни работата? Затоа што е добра девојка, Туба, ќе научи со времето. Во ред. А ќе одиш ти на работа? Зарем ти изгледам како да ќе одам? Не можам да поднесам да му го видам лицето. Нема да одам. Нема ли ништо да кажеш? Рече дека не сакаш да зборуваш за Али, затоа јас ништо не коментирам сега. Не вреди ни да се зборува. Берен, ако не зборуваш, ќе те се натропа внатре и ќе те турне во депресија. Верувај ми дека не сакам да зборувам, Туба. Не можам да ти опишам каква болка трпам во овој момент. Керко, каде остана? Бога ми се загрижив, а покрај господја Мерием не можев да прашам ништо, си реков, веројатно ќе преспеке Зейнеп. Како тоа каде останав? Нели ќе се најдеш со Зейнеп, што правевте, раскажи ми. Ништо не направивме, само онака се шетавме. Ти со господинот Керим ли се најде? Мамо, од каде измислуваш вакви работи, жиди Бога? Види ваму, не ме смете мене за глупава. Кога реков дека Керим излегува надвор, веднаш скокна и истрча. Воопшто не беше така, јас пред него излегов. Девојко, да не го чекаше на патот. Намерно го кажа тоа, така? Намерно ми кажа дека Керим ќе излезе. Не зборувај глупости, ма полуда ова, што му кажала намерно, јас само се посомневав кога ти така одеднаш потрча по него. Жими Бога, намерно го кажа. Да, намерно го направив. А ти си многу итра, воопшто не го оставаш сам, веднаш скокна, она леле. Ти навистина не си нормална мајка. Друга да беше ке се развикаше досега. Види ваму. Никој не може да биде толку добра мајка како мене. Јас тебе ти го посветив животот. А сега ти мене ме обвинуваш дека јас не сум добра мајка, така? Чекај малку, смири се, јас не го реков тоа за да те критикувам. Што се случува? Боже, Боже. Види ваму ти. Ти зашто мислиш дека јас го трпев таткот, ја?
Си се запрашала ли ти си се запрашала? Дента кога сватив дека нема да можам да го поднесам таткот и оној негов одвратен син, решив да си одам од таа куќа. Но само што ќе си одам, сватив дека сум трудна. Животот ми се претвори во пекол. Ама ти каде ја доведе темата? Каде само ја доведе темата? Немој случајно повеќе да си ме обвинила дека сум неблагодарна. Штом веќе си избрала да ме родиш, мораш и да ме одгледаш, да знаеш. Ако не сакаше, ако животот ти беше толку драгоцен, зошто не си отиде, мамо, а? Да си отидеше? Да го оставеше? Што ќе се сменеше тогаш, мамо? Што ќе се сменеше? Што ќе беше поинаку? Татко ми како што се оженил со тебе за да го гледаш Джем, така ќе се оженеше со некоја друга сиромашна жена за да не гледа двајцата. Така некако ќе не одгледаше двајцата. Барем ти немаше толку да се каеш сега. Срам да ти е на керка како тебе. Да те оставе во рацете на Макија, така ли? Тогаш таа Макија ќе ти беше драгоцена, така? Немаше да биде така. Ти никако немаше да ме оставиш и да си одиш, мамо. Затоа што на Джем му беше толку лоша Макија, што ќе се плашеше како луда жената што ќе дојде на твоето место да не ми го направи истото мене. Затоа не можеше да ме напуштиш, мамо. Ја тоа ми здодеа веќе. Замолчи. Не ги слушна гласовите. Фатма, што се случува? Нема ништо, господјо Меријам. Како тоа нема ништо? Гласовите ви одекнуваат по целата куќа. Во ред, господјо Меријам. Во ред. Лека ноќ. И на тебе? Да не ме родеше. Кога веќе толку се каеш, да не ме родеше воопшто. За жал било. Добре дојде. Благодарам. Како помина? Не е лошо. Очигледно не сакаш да раскажеш, разбирам. Селда, ти не го сакаш Хасан. И наискрено не разбирам зошто те интересира една ноќ што имам поминато со него. Пардон. Воопшто не требаше да прашувам. Вести од Хандан има ли, кажи ми? Не. Се загрижив да не и се случило нешто, не знам, на вистина. Не ми одговара на телефонот, но и ми најави дека дошло дома. Загрижен сум за неа, Селда. Керим, ти воопшто не ја сакаш Хандан. Не разбирам зошто се преправаш дека си загрижен. Во ред, Селда, точно. Не ја сакам многу Хандан. Понекогаш се однесува како што мене не ми се допаѓа. Ама тоа не значи дека нема да се загрижам ако и се случи нешто лошо на жената, така ли? Во ред, не можам среде ноќ да се расправам со тебе веќе. И онака имав многу тежок ден да не го тежнувам уште повеќе. Селда, ти знаеш ли дека веќе подолго време се однесуваш многу студено и безчувствително и тоа почнува премногу да ме нервира, свесна си? Доаѓа куциот. Лошо е повреден, многу лошо. Во колкот е? Добро утро, добро утро. Добро утро. Добро утро. Си ја средил работата? Што? Ти мислиш дека без пиштол не можам да ја средам работата? Наместо се фали што си ја завршил работата, оди најди го оружјето што ти е дадено. Хазим, во нашата работа оружјето е честа. Оружјето е дома. Најпосле ќе го земам од жена ми. Деноје сме малку скарани, затоа не ми го дам. Ме насмева рано наутро. Малку ли? Какво малко бе? Жена ти отворено тебе те мрази, наместо добри желби, постојано клетви ти праќа таа тебе, ти ќе ми зборуваш овде мене. Внимавај што зборуваш. А што ќе биде ако зборувам така? Прекинете со глупостите.
Оставете на мира, да се напиеме чај како луѓе, реков. Ми рековте дека треба да следам некоја девојка. И кога ќе почнам со тоа, а? Да разговараме прво со газдата и ќе ти јавиме. Ти не се оддалечувај од тука. Енеа, твоја надоаѓа. Немој на сред улица Хазим инциденти да ми правиш. Во исто мало живееме, ајше. Виде, пак ни се вкрстија патиштата. Губи се, не ми се доближувај, ајде. Ние сме маж и жена. Не можеш толку лесно да ме отстраниш од животот. Ќе побарам развод. Нема да можеш ти. Толку убаво ќе се осмелам, ќе им кажам дека сакаше да ја искористиш керка ми и ќе не разведат на едно рочиште. Полека малкума. Не, нема полека. Сите нека знаат какво ѓубриот човек си ти. Овој човек сакаше да ја искористи керка ми, затоа таа го напушти домот. Да ги раздвоиме, ајде. Лаш ги една. Ме набедуваш затоа што ја спречив невоспитаната ќерка твоја. Ќерка ти со секого флертуваше тука. Јас ви реков да бидете малку попристојни, а вие се налутивте. Ајде раскажи што зборуваше по телефон кога ти пука во ногата, па да дознаат сите какво ѓубре си ти. Не само што сакаше да искористиш керка ми, туку што и без срам им раскажуваш на своите ништожни пријатели такви работи. Немој да ми се правдаш ти мене. Види Хазим, во Малово сите те познаваат, и тебе и мене. И ајше и нејзината ќерка се пристојни луѓе. Не набедувај и срамота и грефе. Борете, жено, не му обрнувај внимание. Тере си работа. Ајде. Добро утро. Добро утро. Што се случи вчера? Те немаше цел ден. Јас ли? Да, Селда цел ден те бараше, но ти не ја одговори. Една пријателка се мажи и јас си помагам со подготовките. Сум го намалила звукот на телефонот. Дај Боже и Господ тебе да ти даде еден убав късмет. Ај не, јас не можам да превземам одговорност за сопруг. Е, точно во право си. На твое место никој не би сакал такво нешто. Што сакате да кажете, господју Султан? До оваа возраст не си се омажила, би ти било многу тешко допрва да се омажиш, велам. Боже, Боже. Што е со мојата возраст? Па имаш внуци високи колку тебе, мала ли си? Господју Султан, може би не знаете, но помеѓу мене и Селда има голема разлика во годините. Ако почнеме да се расправаме за возраст и долго ќе потрае, душо, ајде, остави. Добро утро. Добро утро. Јас да влезам внатре да видам што прават во кујната. Ај. Види ја ова. Што се смееш? Јас не се смеам. Душо, јас не сум толку стара колку што кажува баба ви. Јас не реков такво нешто, мила моја тетко. Не, ти се уште се смееш. Ти се допадна тоа. Срамота беше тоа што го кажа баба. Види, бегалката се вратила, а? Што е на ова? Баба ми прирече за возраста и таа се налути. Ајде. Мајка ми допрела во најчувствителната точка, а? Како и да е, ајде. Откако ќе разговарам со Мехмет, јас ќе го читам вестникот во работната соба, ќерко. Кажи и на тетка Мирем да ми го донесе таму кафето, може ли? Боре, татичка. Каде е чуварот, Мехмет? Бил болен, неколку дена не е дојден. Имаше тука еден што шеташе поради Несрин. Каква е ситуацијата? Последниве ден-два никого не видов. Убаво. Слушај што ќе ти речам.
Несрин кога ќе излегува, потруди се колку што е можно почесто ти да ја носиш и да ја враќаш овде, може ли? Ако сум тука, јас се трудам да возам, но понекогаш Дада Мерија ми дава други задолженија. Во ред. Разбирам, јас и онака ти реков кога ќе можеш, нели? Освен тоа, ова нека остане помеѓу мене и тебе. Не сакам работените да знаат за ова, во ред? Секако. Со лесно нека ти е. Многу чудно. Господинот Керим никогаш не го правел ова. Дада Мерием! Татам! Што убаво мириса. Ај, дај Боже вкусот да ти се допадне. На здравје, нека ти е. На здравје. Тето Мирием, татко ми побара кафе во работната соба. Во ред, душо. Имене Мила, добри дојде. Добро ве најдов, госпогица. Ти ли го донесе ова? Да, госпогица Хандан побара, јас готвев и донесов. Да пробам. Одлично е да ти се позлата Нека працата. ви е на здравје, госпогице Туба. Тето Мирием, патем јас нема да останам на појадокот. Во ред, душо. Вам со лесно да ви е. Благодарам со здравје. Дада Мерием, многу ги сакам овие луѓе. Вработените се како дел од семејството. Тоа пробај да им го објасниш на Фатма и Несрин. Ама, остави ги веќе. Ипак ја нема ли? Го прибира салонот. Да сварам кафе, да не чека господинот Керим. Не може. Ти седни, одмори се, јас ке направам. Ајде на здравје, нека ти е. Добро дојде, Хандан. Благодарам, душо. Добро утро, Ипек. Добро утро, господја. Селда, мила. Немој толку да си блиска со вработените, потоа ти се качуваат на глава. Ипек не е таква како што мислиш, Хандан. Зошто? Затоа што се вика Ипек ли? Што сакаш да кажеш? Ништо. Тие што се викаат Ипек, сите се пристојни и нежни. Мамо, понекогаш зборувам глупости и те повредувам, знам. Одеднаш збеснувам и не можам да се контролирам. Прости ми. Да. Затоа одеднаш уриваш и палиш се, нели? Види, Керко. Јас многу добро знам зошто и со каква цел ти си во оваа куќа и зашто се бориш. Но ако не можеш да го контролираш бесот, нема да можеш да ја постигнеш саканата цел. Во право си. Нема ли да ми го прифатиш извинувањето? Јас тебе не можам да ти салутам. Дојди до мене. Ти дојди. Ама ти дојди. Јас повторно многу ти се извинувам. Во ред. Види. Само со мене можеш да си ги споделиш маките. Но јас треба да бидам личноста врз која ќе ги исфралиш својот бес и фрустрациите, ме слушаш? Ми ветуваш? И умот во глава никому не му покажува слабост на никој. Ветувам. Се смиривме ли, мамо? Мамо. Чедо мое. Ој. Напред. Може да влезам, тато? Ајде, сина. Тато, навистина, ти се извинувам многу, јас свесен сум дека направив многу голема грешка. Со право ми се лутеше. Јас злоупотребив твојата доверба.
И јас многу го сакам името Ипек. Но секој што се вика така, не мора да биде нежен и воспитан. Секако, Душо. Кој знае какви се Ипек има и што ти е прават? Дали си свесна колку глупости тропаш, Хандан? Не, јас не тропам глупости. Јас зборувам за нешто многу нормално. Ти уште од вчера воопшто не си добра. Јас мислам што побрзо да си одиш дома, да се напиеш апче за смирување и да поспиеш малку. Јас одам кај Керим. Да позборувам со него. Ти од дома ли ме тераш, Селда? Хандан, јас немам потреба да ги следам твоите фрустрации. Ме напаѓаш мене од страв дека ќе го загубиш удобниот живот и тоа воопшто не ми се допаѓа. Што си се загледала? Не ли гледаш дека разговараме? Ти како така разговараш со моите вработени? Не ми се верува колку си чувствителна, Селда. Само затоа што се вика Ипек ја издигаш девојката. Излегувај од овде. Оди си. И кога ќе земам дозвола, ќе внимавам да не возам сам, ти ветувам. Оваа несреќа ми беше голема лекција. Керим, не сакам да ви пречам, но треба да разговарам со тебе. Повели, мамо. Јас и така излегував, баба. Душа моја. Благодарам на твоето разбирање. Предпоставуваш зашто сакам да разговарам. Да, мамо. Ќе ми речеш истерај ги Несрин и мајка и така? Знам дека не сакаш да ги истераш, но немој да кажеш не на еден предлог што ќе не усреќи и двајцата. Не сакам моите зборови да се изгубат под зборовите на вработените тука. Реков дека ќе си одат и тоа мора да се случи. Мамо, те молам. Сине, слушај ме без да ме прекинуваш. Што побргу завршија до градбата. Таму нека живеат. Не ги сакам под овој покрив. Ме разбрали? Со чудење ја следам оваа твоја храброст последниве денови, Селда. Тргна по тајната која со години ја криеше како кукавица и ја тераше од дома сестра ти на која единствено можеше да се довериш. Да, во право си. Имам една мала тајна и тргнав по неа. Што се однесува до сестринството. Ти дали си сестра, а? Постои ли толку несовесна и безчувствителна сестра? Знаеш каде е ќерка ми? Како е и со кого и не ми кажуваш и ме гледаш како се мачам? Тоа дали се вика сестринство? Да, точно велиш. Знам каде е ќерка ти и со кого живее. Жената која ја гледаше со години ми дојде на врата и јас ја истерав. Ниту солзите незини не ми значеа ништо. Неблагодарна. Времето веќе дојде, Селда.